Почитувани представници на медиумите, повод за денешната пресконференција се проектите кои што се одобрени да ги реализира општина Свети Николе во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка и руралниот развој на земјоделието и Вардарскиот плански регион. Значи, општина Свети Николе по објавениот повик здраво се зафати за работа, направи поголем број на проекти, успеа да го спази временскиот рок и аплицираше на нив. Можам со задоволство да кажам дека ова проекти кои што можеби и не сме ги ветиле во програмата, меѓутоа кога гледаме дека имаме финансиски извори, кога имаме достапност на пари и во делот на реализација, значи не застануваме туку, напротив, ги правиме проектите. Можам да најавам дека ги добивме решенијата, кои што решенија се потврдат дека се обезбедени финансиските средства во вид на грант, значи за изградба на канализациона мрежа во населените места Горно и Долно Црнилиште во вредност од 19.955.000 денари. Понатаму изградба и уредување на јавни површини, плоштадки и терени за спорт и рекреација на 7 површини, од кои што 3 се во селата во Црнилиште, Горобинци и Ѓуѓанци и 4 во градот на најразлични локации, каде што најмалите, значи меѓутоа и возрастните ќе можат да рекреираат, да се забавуваат и да одмараат. Во проектот е вреден 15,5 милиони денари. И исто така она што беше давнешна желба на Свети Николчани во мерката 323, значи уредување на спортско-рекреативни терени во рурални средини. Успеавме навреме да стасаме и направиме еден прекрасен проект. Тоа е комплетно уредување на локалитетот Бареш во Ѓуриште, каде што ќе имаме содржини во делот на патеки, летниковци, организирано правење на плоштадки и така натаму, значи она што е во делот на излетничкото уредување. Проект вреден 7,5 милиони денари. Сите овие 3 проекти ги добива директно општина Свети Николе. Меѓутоа, она што е значајно, ние пред некои 3-4 месеци објавивме дека Вардарскиот плански регион во делот на апликацијата на проекти, сите проекти ги дава на општина Свети Николе. Можеби некои беа скептици, можеби некои не верува, меѓутоа вистината се оствари. Добивме и 3 проекти комплетно преку Вардарскиот плански регион. Проектите кои што ги добивме ние се со вредност од 41 милион денари, а проектите кои што ги добивме преку Вардарски плански регион се 29 милиони. Значи вкупно добивме 70 милиони денари во делот на инвестиционата програма на мерките 321, 322 и 323. Во делот на она што аплицираше Вардарски плански регион во руралните средини, тоа е комплетна реконструкција на патот до село Орел, значи со вредност од 16 милиони денари, понатаму изградба на урбанистички планови за 8 населени места, и тоа за Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преотан, Зибегово, Кадрифаково и Црнилиште, каде што и овие села ќе добијат урбанистички планови и ќе можат да се развиваат нормално, и уредување на излетничкото место Вештачко езеро акумулација Мавровица. Претходната мерка беше во вредност од 7 милиони, ова последната мерка за Вештачкото езеро е 3,5 милиони денари. Со ова всушност ќе започнеме оној инвестициони циклус кој што го најавивме. Значи, го продолжуваме понатаму со помош на поддршка на владата на Република Македонија. Она што премиерот Никола Груевски го ветуваше, дека соработката помеѓу општините и владата ќе продолжи, значи во дело се остварува. Благодарност за овие средства, а ние веќе започнуваме со објавата на тендерската документација, објавата на тендерите, апликацијата и реализација на сите овие 6 проекти кои што видно ќе значат за развојот на општина Свети Николе.